Слушај ваму. Уморен сум, искрено да ја кажам, инаку ветив дека ако победи Доналд Трамп, ќе го играм неговиот танц. Драги мои, честито, нека ви е победата на Доналд Трамп. Шо па нам не значи? Ние сме Македонија. Шо имаме со Америка? Све имаме со Америка, драги мои. Нашиот премиер Христијан Мицкоски му ја честиташе победата на Доналд Трамп и ова е, може слободно да се каже, едно од најголемите враќања во историјата на политиката или така наречен најголем камбек. Пазите, Доналд Трамп дојде од бизнис сферата како лон вулф, како слободен стрелец. Републиканската партија со многу негодување едва и го прифати, но народот го обожаваше. Знаете, кај нас луѓето во Македонија мразат богати и успешни луѓе. Во Америка напротив ги сакаат. Затоа Доналд Трамп го зема и Елон Маск. Да, и Елон Маск го мразат во Македонија и македонците. Затоа што е богат и успешен. Македонецот не верува дека некој може честно и богато да се збогати, ама затоа ги поштуваат ликови како што се Трифун, како Свето, како Мукаетов и слични, кои се бизнисмени, ги водат најголемите бизниси во Македонија, а сето тоа е од нешто кое ние сме го изградиле. Но бизнисмени како што е Орце Камчев, ние ги мразиме, кој од скреч, од ништо, од нула си изградил сопствено нешто. Такви луѓе во Америка ќе бидат славени и ќе бидат барани да раководат со земјите заради нивната способност да ја проектираат. Доналд Трамп е токму таков, затоа е и чуден, не е, има менаџерски пристап, а не политички, со лигавење, он е непријатен кога збори, не е тоа политички бонтон и речник, како што ние сме научени на комуњариве и сороспииве кои не научија годиниве. Доналд Трамп победи затоа што на американскиот народ му збоктиса. И не можам да не повлечам паралела со македонскиот народ, кои многумина се прашуваат зошто победи ВМРО, зошто изгуби СДСМ. Зар не ви е јасно? Лажење, крадење. Толку. Истото се случуваше во Америка. Крадењето е таму малце на едно повисоко ниво. Например, таму се финансираат војни и тие огромни пари идат во приватни джепови провизиите. Ако на Украина и одобрија они во меѓувреме 3, 4, 5 милиарди долари ги исплатиле, рачунете дека пола од тие пари се во приватни джепови, во дилерите на оружје, а тие плаќаат на одредени политичари и партии за да им се овозможи сето тоа. Народот во Америка, за разлика од народот во Македонија, обично нели ги викаме американците глупи. Мислам, поглупи од македонецот нема. Затоа што македонците покажаат дека можат да бидат многу долго манипулирани. И американците ги манипулираат, но многу пократко. Мене ми е срам што е тоа така, но македонците се извадија во април месец оваа година, покажаат дека имаат капацитет за промена, а други ви беа шокирани како можевме да изгубиме и тоа толку многу. Дури победата на Трамп е неубедлива за мене, затоа што заслужува многу повеќе. Не он лично, колку што заслужува народот. Кому збогти се од отворени граници на мигранти, кои не се у суштина мигранти, туку се криминалци. Дојдени таму да прават криминал, да заплашуваат и да добијат пари, социјална карта, социјален број, здравствена заштита и да гласаат за демократите. Како тоа им помина, а милиони помина, видовме сега. Затоа што
во Америка просто ги набуцка. Не ги набуцка Доналд Трамп и Елон Маск, не ги набуцка да Ванс и Кенеди да излезат на гласање, колку овие со собствените политики. Истото беше и кај нас. ВМРО ДПМН не успеа да го дигне народот. Народот се дигна заради лошите политики на СДСМ и вика, не, памтиме, колку и да беа лоши, ВМРО се 3 класи подобри од овие. Нека ни владеат они, нека прават. Еве сега гледаме. Асфалтната база, една од асфалтните бази во Источна Македонија е затворена, не работи. Зошто? Коце го потроши целиот асфалт, ама буквално ви го кажам ова. Не карикирам. То деноночно се работи. Токму тоа им треба и на американците. Не джендер политики, не блокатори за пубертет на децата кај нивните фенси родители. Моево, ако е машко, ама треба женско да биде. Ако е женско, треба машко да го правиме. Удри го на инекции, срозаа цели генерации деца. Тоа е таков злостор против човештвото, невиден. Допрва ќе откриваме, допрва ќе откривате. И вие навивавте за такво нешто. Но такви лудаци им треба, затоа што таков лудак нема рационална мисла и можеш да го натераш да се радикализира како некоја секта, каде што нема да размислува здраворазумски што треба, што не треба. Да не зборам уште и неколку ситници промашија оваа власт, значи прво со криминалци преку граници, потоа упорно финансирање на војната и наместо развој на сопствената економија. Втора работа, за разлика од нас, во Америка се цени демократијата. А овие ја гушеа. И тоа не им го простуваат. И неколку ситници, неопределените американци, кои економски и политички име така живеачката, без оглед кој да се смени, ги фатија просто за уши да идат и да гласаат за Трамп. Прво, аферата со Епштейн и неговиот дневник кој се крие, аферата со Хантер Бајден и неговите докази, неговиот лаптоп и неговите криминали и едноставно целата врхушка демократска со Диди, перверзиите, силувањата групни и така натаму и така натаму. Втора работа, американците колку и да се неутрални и се многу толерантни. За разлика од нас, многу потолерантни. Ама беа шокирани, а особено неутралните се шокираат таква работа која ќе видат. Дојдоа овие мигрантиве, видоа мачки и за нив нормално животно што се шета, му кинеш врати го, печеш на улица. И тој дошол од джунгла, за него бетон ли е, дрво ли е, исто му е. Американците беа шокирани. Како бе тоа убиваш мачки, бе? Како тоа јадете мачки? Ој се чуди. Што е, бе, вика, вие не сте нормални. Како бе не сме нормални, те не си нормални. Тоа исто многу поводи и ден пред изборите на еден човек, пазете, ова се афери кои силно одекнува во американското општество. Еден човек кој имаше спасено мала верверичка, ја спаси буквално од смрт и ја чуваше 7 години. И она како миленик стана многу популарна на Инстаграм, на социјалните мрежи, 7 години во семејството го чува и така натаму. Ден пред избори во Њујорк, значи сината, буквално раководена до 7 ешалон, до 8 ешалон власт на демократите, каде што секој државен чиновник е буквално од Демократската партија, одлучуваат одеднаш, изгледа дека разбрале или им се видело дека газдата на популарната верверичка не бил за Камала и бил за Трамп и што ти ја знам, доаѓаат насилно, му влегуваат со полиција, му ја земаат верверичката и му ја еутаназираат. Типот буквално плаче пред камера. Зашто, бре, луѓе? Зашто? Знаеш, некој ќе рече, нели, ребис, беснило, 7 години ја има. И ветеринари, и вакцини, и 300 чуда. Не смело да се чуваат вервери после 7 години. Добро, правилно, неправилно, како и да е, се во оба им пресуди.
Што јас сега очекувам? Ја очекувам мага. Make Macedonia great again. Ние веќе имаме своја постава, свој Трамп, кој треба да го направи тоа што Трамп треба да го направи во Америка и го прави. И го прави со неговиот тим. Македонија како никогаш повеќе не закрепнува. Зошто? Затоа што не се краде. Истото Трамп треба да го направи во Америка, да престане крадењето, за да се инвестира во економија, бидејќи Америка каска зад Кина и зад многу земји кои грабаат напред. Тоа е целиот проблем. Буквално тоа е. Да ги седне на маса, како што вети Зеленски и Путин, и да има мир, бидејќи војната во Украина е за 3 руски града. Украина има право да се брани, ама има право и Србија да се брани. Косово така е добиено. Затоа имаат право и русите да се ги земат тие 3 града, затоа што е руско население. Од истите причини како што на Косово албанците викаат, па страда нашето население. Исти е муабетот. Или ќе се ресетираат двете, или ќе им се дадат право. НАТО да прекине со експанзијата, Сорос да прекине со револуциите во Грузија, во Израел, веднаш да се смири ситуацијата Палестина-Израел. Да, тоа е долг процес, никој не ќе може да го смири уште со децени, но во мир можат нови генерации да дојдат кои ќе најдат некаква заеднички именител, а не поддршка на радикализмот од кој нема искачање. Мислам, нонсенс се случува. Иран го радикализираат и го прават се поголем непријател на светот, а можат да се договорат, а Иран сам да си еволуира однатре за неговите ригорозни, да речем, религиозни политики. И најклучната работа да прекине таа тензија, Кина и Тајван да се реши проблемот, затоа што Третата светска војна таму ќе почне. Нема да почне во Армагедон, Македонија, многу битно, нема да почне на Блискиот исток, колку и да изгледа он како страшно место, ќе почне Тајван. Таму ќе нема шала. И, нели, мултиполарниот свет низ бизнис сферата и не е така лоша работа. Но, за тоа друг пат. Уште еднаш, честитки и се надевам ова дека ќе биде добар ветер во грбот на нашава власт, да може слободно да дише без политички притисоци, да ги реализира плановите уште побрзо, уште повеќе, како што тоа до сега го правеше. Слушај ваму.